Дечиња родители и представници на танцовото студио МАК вчера вечер од пред Центарот за култура известија дека добиле известување да ги напуштат просториите на установата во кои функционираат 35 години. Во известувањето е наведено дека Центарот за култура нема да работи во втора смена, освен за сопствени активности. Воедно, студиото е известено дека истечел нивниот договор за закуп на малата сала Кубус. Од Сдруженијето Танцов спортски клуб Мерлин Куманово изразија незадоволство што немаат информации дали и кога ќе можат да продолжат со воннаставните активности кои ги имаат зацртано во програмата до крајот на годината, како и идните надпревари. Нашето студио е веќе со 35 годишна традиција, е формирано во Центарот за култура од Трајко Прокопиев како матична форма, каде што во 2011 година поради тоа што почнавме да се надпреваруваме на официјални надпревари, бевме приморани да се регистрираме како спортско друштво, за да можеме да одиме на надпревари, и станавме како Сдружение спортски клуб Мерлин, кој што продолжи да функционира како ден студио МАК. Ние веќе 35 години работиме, имаме успех, имаме добиено 2 ноемвриски награди во центарот во градот Куманово, имаме успеси како во на домашно ниво во државата, така и на меѓународни светски првенства, зашто јавноста е информирана, а нашето студио брои околу 250 дечиња кои што редовно посетуваат часови по танци од понеделник до сабота. Во програмата велате и годишниот концерт за кој општина Куманово одвои средства, исто како и родителите кои вложиле напори, средства за гардероба и слично. Нормално и децата се радуваат, бидејќи имаме единствен настан пред Нова година за целиот град, културен настан, така да очекуваме да се појавиме на тој настан, но меѓутоа сега сме од денеска спречени да продолжиме со нашите активности и да го реализираме настанот. Да не зборуваме сега за надпреварите кои ще следуваат во календарот за 2023 година и за последиците кои што ќе ги трпат дечињата, родителите и сите целокупно општеството, бидејќи знаеме колку е битна оваа наша физичка активност на децата. Според сознанијата, како што посочи Стојановска, останатите центри за култура низ земјава функционираат нормално, со редуцирани термини кои тие веќе ги презеле. Нагласуваат и дека им било укажано дека просторијата која што ја користеле, поради состојбата со реконструкцијата на театарот, ќе биде наменета за театарска сцена. Ние добивме информација дека мораме да бидеме принудени да се иселиме, да иселиме се, значи да поместиме се што имаме во нашата просторија Кубус и да преместиме во друга просторија во која што веќе има други содржани културни и каде што ќе сме приморани да го делиме тој простор со термини. Нашиот клуб има потреба од специфични просторни услови, значи зборуваме површински, и бројката е, значи, преку 250 членови, кој што не може да се смести во 2,5 дена кој што ги добивме како понуда од Центарот за култура, така да нереално е да се зборува за еден клуб најмасовен во државата, кој што треба да се смести во 2,5 дена термин, за да ги обслужи сите членови и да продолжи да функционира исто како што функционираше претходните 35 години. Од ден студиото нагласија дека установата во која имаат поминато над 3000 деца годишно до пред 15 години, денес влегуваат се помалку, иако установата треба да биде отворена и наменета за сите. Апелираат до институциите да реагираат и покрај енергетската криза да се одмине овој проблем и децата да продолжат со тренинзи и представувањето на градот во најубаво светло. Првиот човек на Кумановскиот културен центар, Сашо Тодоровски, за Телевизија Плюс одговори дека со друштвата, приватните клубови кои функционираат во установата, уште во февруари-март годинава имале состанок на кој им било укажано дека доколку продолжи енергетската криза и се продлабочи, тешко дека ќе можат да работат и вежбаат во зимските месеци. Помина летниот период, тие вежба септември, октомври и прилагодивме да вежбаат ноември, им кажувавме цело време, постојано имавме неколку состаноци со нив, дека во декември, јануари тешко дека ќе можат да вежбаат. Значи ние ги известивме нив пред тоа дека нема да може да користат повеќе овој простор, се само заради енергетската криза и огромните сметки за струја кои ги има Центарот за култура. Значи едноставно се договоривме со нив дека да го поминат овој зимски период во некоја друга просторија и од месец февруари повторно кога ќе се средат условите да дојдат во Центар за култура. Ние навистина жалиме што е така, меѓутоа имаме одлука на влада дека мора
да штедиме електрична енергија, да внимаваме, бидејќи ние плаќаме индустријска струја. Јас сум за тоа да културните институции плаќаат поевтина струја, да се најде начин, тогаш не би имало никаков проблем, меѓутоа за сега нема ништо од тоа. Доколку тоа се направи, тогаш не би имале никаков проблем. Едноставно со овие сметки за струја и со 10 пати поскапа струја која плаќаме од нормалните домаќинства, ние едноставно мора така да функционираме. Прилагодена е целата институција да работи на тој начин. Тодоровски порача здруженијата да се обратат во други установи кои можеби ќе им отстапат простор за вежбање. И театар Куманово во моментот се реконструира, и театарските екипи, македонска и албанска драма кои функционираат во театар Куманово во моментот во Центарот за култура, исто така имаат потреба од свој простор. И мора да прилагодиме еден простор, а тој просторот кој што вежба едниот клуб, мора да го прилагодиме за да можат театарските екипи, односно театар Куманово, да има свој простор таму, се со цел да имаме таму театарска продукција. Зборувајќи за информацијата која излезе во јавноста дека Центарот за култура отстапил простор под најам на угостител, директорот на установата рече дека процесот е се уште во постапка, но ќе се знае во февруари-март идната година. Нагласи дека Центарот мора да има одредени приходи, иако првично било планирано просторот да се користи за друга намена.